Dobar dan svima. Jako mi je drago što danas mogu da najavim jednu senior menadžerku koja je fantastična u svom radu i fantastično vodi svoju mentorsku ulogu, izuzetno radi. Znači, jednostavno, žena koja je tiha, smirena, staložena i zajedno sa svojom ekipom fantastično vodi saradnike. Tu su i kako se zove, Vera Zlatkovska i Dimovska i svi ostali menadžeri, naravno i Gili i ostali fantastično rade, Sadik izuzetno radi, svi rade fantastično svoj posao. Znači, kada kažem Slavica, to znači jedna ženica koja je poslovna žena bila i jako lijepo je radila i svoj posao i bila je posvećena i tome i nju karakteriše to što nikad ne odustaje. Bez obzira na koje tegobe naiđe, za koje životne prilike naiđe, ona uvek nađe rešenja da može da nastavi i ne odustaje. Isto tako sa saradnicima je uvek fina, bez obzira gde i kad i kako. Znači, jednostavno moram vam reći da ih nosimo i Steva i ja u srcu, celu makedonsku strukturu, jer su izuzetno vredni, radni i posvećeni ljudima. Čak sebe stavljaju u drugi položaj. Ja sad, kad sam bila sa Sinišom i sa doktorkom na seminaru, ja mogu da kažem da oni uopšte nisu mislili o sebi, samo o saradnicima, da oni budu zadovoljni, da oni budu srećni, da oni budu nagrađeni, da nikog ne izostave. Jednostavno, to je fenomenalno gledati koliko su oni sa organizacijnih sposobnosti su imali. I hvala vam, a sad puno sam je nahvalila, ali nije puno, još mogla bi milion stvari da kažem o njima, lepih stvari, ali moja Slavica jednostavno je u srcu vođa. I hvala ti, Slavice, što postojiš i što te poznajem. Благодарам на прекрасната најава. Благодарам што имавме прилика целиот мој тим, не само јас, да ве запознаеме, да бидете наши повисоки спонзори и да ни пружите рака од самиот почеток. Чест и задоволство ми е што еве повторно ме поканивте да бидам предавач на Вин порталот, каде што ќе има направено снимка, видеозапис за оние луѓе кои во моментот не се вклучени, бидејќи често се случува да имаме и некои курсеви уплатени, како што налага и самиот Forever, да се образуваме, да се надоградуваме, па ќе имаат прилика да следат снимка. Благодарам на сите што вечерва одвоевте време и што сте тука со нас и се надевам дека ако ништо повеќе, барем една реченица ќе допре до вас. Она што го кажа Вероника за мене, тоа е буквално за целиот мој тим. Сите заедно се грижиме едни за други и навистина гледаме пред се да им угодиме на нашите соработници, на нашите членови, а ние се оставаме на второ место. Како лична карта, сепак, еве за оние што се прв пат, би кажала неколку зборови. Сликата може би се повторува, меѓутоа за оние што ме слушаат подолго, нека забележат дека десната страна полека се менува. Веќе уште 1-2 месеци, сум 18 години во Forever, тоа е еден долг период. Менаџер постигнав за 2 години, сениор менаџер за 4 години. Работам надвор од Македонија и во Македонија. Мојата најголема прва линија ми е во Македонија. 6 пати орел менаџер, 15 години во топ 10 во Македонија и тоа најчесто 1, 2, 3. Активен предавач на сите обуки и настани организирани во Forever, со задоволство ги прифаќам, бидејќи
Сигурна сум дека ќе допринесам за развој на сите групи без разлика дали се од нашата или останатите. Ги почитувам сите соработници и пријатели од другите мрежи. Имам присуство на повеќе глобални релија, во минатото имаше и европски, и сега тука во последните ставки ќе забележите дека трет пат сега ни ближи ден на успех на 8 февруари ќе бидам наградена за освојување на програмата Forever to Drive прво ниво и по трет пат ќе бидам наградена со Chairman бонус. Ова е една лична карта која кажува дека на вистина сите овие години активно работам по стапките по маркетинг планот на Forever, го држувам стабилна мрежа и градам многу лидери кои на вистина дури и постигнуваат поголеми резултати од мене. Најнапред, која е компанијата која не спои вечерва тука и воопшто овие 18 години, тоа е компанијата Forever Living Products, основана од господинот Рексмон во 1978 година и е присутна во над 160 држави во светот. Финансиски е стабилна и без долгови, седиштето е во Скотсдейл во Аризона, прекрасни канцеларии и седиште каде што имавме можност да бидеме дел од еден глобален настан и самата компанија покажа дека се вистински домаќини и од секого по нешто има што да се научи. Представете си дека и децата на газдата и внуците сите се вклучени во организацијски работи на тие големи настани каде што присуствуваат илјадници луѓе. Па зошто ние да не се погрижиме нашите тимови да ги удостоиме со иста такво внимание и присуство и покани на повеќе настани? Алоето, меѓу 400 вида познати во природата, компанијата го одгледува на собствени плантажи, го берат рачно, го филетираат и така, без хемиски додатоци, со начин од стабилизација, се пакува во добро познатите амбалажи и стигнува во сите држави во светот. Многу е важно, бидејќи компанијата Forever Living Products е одговорна кон околната средина и има за тоа добиено многу сертификати и потврди за квалитет кои ќе ги забележите во долниот дел. Меѓутоа, за производите, за квалитетот и за се останато, како што знаете, одреден е вторник како ден каде што се зборува подетално. Меѓутоа, сепак за новите да знаат која е компанијата, ги оставив овие 3 слајда. Кога се однесува за бизнис можност, најдобриот производ е маркетинг планот. Треба сите да го проучиме, да побараме состанок со нашите спонзори и да видиме, да ни го објаснат практично маркетинг планот, кои се овие проценти, бројки, што означуваат и како може секој наш соработник да постигне успех по маркетинг планот и да бидеме заедно на сите прослави и на сите патувања. Сениор менаџер, квалификувана за игл менаџер. Најнапред, за да почнеме да работиме, треба да знаеме дека во Forever глобална валута се бодови, дека секој промет се мери со бодови. Во Македонија еден бод има приближно вредност од 18.000 денари по цена за преференцијални клиенти. Наградувањето е по овој бод и многу ме радува што секаде во целиот свет нема привилегија или некоја поинаква разлика
како ќе бидеме наградени. Па еве нашите пријатели од соседна Србија за 1 бод се наградени еднакво колку и ние. Или да речеме нашите познаници во Германија, роднини, пријатели во Швајцарија, кои се вклучени, се наградени токму мерката за успех е бод. Јас денеска се одлучив да зборувам нешто како да го изградиме правилно вашиот бизнис на секој од нас, меѓутоа денес се обраќам до вас. Како да имаме стабилен бизнис, да имаме голема, успешна мрежа и да ја одржиме таа мрежа и постојано да вклучуваме нови и нови наши соработници. Силната основа за вашиот бизнис, овој слайд ќе ве потсети на приказната Волкот и трите прасиња. Може да биде без напор, лесен, со купување, со некои мали и троштини и да имаме некој бизнис кој ќе порасне многу брзо, меѓутоа при некое прво недоразбирање меѓу соработниците, без лидери ќе биде тој бизнис и може да се сруши како кула од карти. За да имаме стабилен бизнис, треба да имаме и стабилна основа. Треба да бидеме активни со 4 бода, движечката сила во Forever. Значи, 4 бода секој месец, тоа е моторот на бизнисот во Forever, а тоа значи дека треба да имаме 10 до 15 корисници кои од оправдани причини не можат да порачаат производи блиски наши, членови на семејството и производи кои ги користиме за нас лично и понатаму секој месец ние, ако сакаме да градиме успешен бизнис, треба да се трудиме да вклучуваме, да спонзорираме секој месец по 2 нови соработници. Често пати, па јас на почетокот правевме грешки ако регистрираме 2 клиенти потрошувачи со некоја минимална порачка и после некое вакво предавање, јас ќе си кажев, јас го исполнив тоа што треба да се направи, меѓутоа за активност не е доволно 2 со минимална порачка, туку 2 спонзорирани се смета на луѓе кои започнуваат да градат свој бизнис и ќе се регистрираат со стартен пакет. Понатаму, треба да бидеме многу внимателни во градењето на независни собственици на Forever бизнис. Ако вие работите место нив, тие нема да се развијат. Ќе очекуваат секогаш вие да сработите нешто и едноставно на некој начин вие ќе направите од тие луѓе да немаат информации за се што се случува, ќе сметаат дека така треба и тоа нема да се мултиплицира, бидејќи нема да знаат да пренесат се што треба понатака да се прави. Нема значење колку вие сакате тие да успеат, важно е тие колку сакаат да успеат. Искуството, како велат, некогаш искуството ни ги кажува некогаш направените грешки или како треба или како пак не треба. Често пати на моите соработници, кога држиме состаноци, јас им препорачувам, им порачувам дека јас гледам во нив лидери, дека јас гледам наискрено дека тие можат да постигнат високи позиции. Меѓутоа, важно е тие колку сакаат. Тоа е најважното нешто за да постигнат успех. Научете ги сами да си прават порачки. Јас на почетокот правев порачки, не можам да кажам дека правев грешки. Мојот директен спонзор тој период беше многу зафатен, Вероника ни беше далеку, се додека не почнавме почесто да ја посетуваме Белград и Нови Сад и додека не почнавме да одиме нашиот тим на почетокот скромен, 4 соработници, па понатаму се удвојуваше и неколку пати се зголемуваше.
Сега ми е многу полесно од овој аспект, бидејќи е многу поубаво, оставете ги вашите соработници, научете ги, кога вие, например, ќе држите некаде предавање или ќе работите некоја тема или ќе работите некои контакти со нови луѓе, а навечер кога ќе погледнете во нашите извештаи, многу од нашите соработници или клиенти кои си направиле сами порачки се генерираат бодови. Научете ги да прават сами презентации за производи и бизнис. Тие што се од мојот тим, оваа реченица често пати ја слушаат од мене, бидејќи често пати велам, не е проблем, јас ќе зборувам. Меѓутоа, зарем мислите дека јас секогаш сум идеална или не правам грешки или дека јас имам некои посебни квалитети? Не. И јас сум истата како вас. На почетокот, кога ги држев презентациите, ако се прошетате и направите ретроспектива на оние списанија што се уште ги има на нашиот сајт од минатото, ќе забележите дека многу пати сум предавала со парче хартија во рака. Јас сум го пишувала, меѓутоа, ете, од моментот да не ви отиде мислата некаде на страна, па да избегнете од концептот, секогаш сум имала подсетник. И така сум била советувана дека за да можат сите соработници да ви ископираат, да си кажат дека па кога може Славица да држи лист хартија или тефтер, па јас така би можела да представам производи и бизнис. Зарем тоа е некој минус кај некој ако држи парче хартија каде што има подсетник направено. Тоа е само да се покаже на луѓето дека можат да го ископираат и тоа е само почит кон оние луѓе што не слушаат дека ние на вистина сакаме да дадеме максимум од себе. Да ги обучуваат своите партнери, се мисли на соработници кои сакаат исто како нас да градат успешен бизнис. Оставете ги да развијат собствени вештини. Јас забележувам кај многу наши соработници во нашиот тим, огромен тим, дека секој на свој начин има своја вештина. И сега јас од овој аспект, после толку години, забележувам некој е поумешен за да ги представи производите, некој е поумешен во делот за Vital 5, за Clean 9, некој е поумешен како тоа да го доближи, како да покани соработници на некој состанок, некој е поумешен да не мотивира. Значи, ние сите луѓе имаме квалитети, само треба лидерите да ги остават своите соработници да ги покажат тие квалитети. Една, би рекла, насока за градење на успешен бизнис ми остави впечаток, па еве одлучив да ја споделам со вас, е градење на силна група врз основа на троножното правило. Значи, секој од вас што треба да прави? Лични порачки, да ги користи производите. И многу соработници сакаат да работат, имаат големи идеи, сакаат да платат сега онлайн најмодерно и реклами, и страни, и се, меѓутоа не го практикуваат троножното правило. Не се лично за корисници, тоа големи корисници, да ги сакаат производите, за да се уверат во нивниот квалитет, бидејќи со поинаква емоција ќе зборуваат за производите. Да имаме сите крајни клиенти, тоа го споменав, луѓето околу нас, блиските, родители, некои соседи и секој месец нови собственици на Forever Business. Овој бизнис на тоа троножно правило, а ова столче ни е познато уште од нашите баби и дедовци, дека има голема стабилност и само таков тим, таква група, со минимум троножно правило, ќе има успешен, би рекла, бизнис и би биле на врвот во Forever.
Основните активности, значи, се за градење на бизнис, активни партнери со 4 бода, без купување на бонуси, треба да се избегнува, некогаш дури и кога е за многу малку бодови. Јас себе искрено пред сите вас ќе кажам дека овие 2 години за многу малку бодови не го изработив и не се квалификував за глобалното рели, не сакав да си направам некоја залиха која јас за среќа имам потрошувачи и многу брзо би можела да ја потрошам, меѓутоа едноставно јас не сум го ставила тоа како правило дека морам да докупам производи и бодови за да постигнам тоа. Често пати поставуваат новите гости на ваквите зумови или во нашиот тим како до супервизор. Еве сега се регистрира, купив стартен пакет, што го носи името започни го патувањето и како овде со еден графикон да видите како троножното правило ќе ви помогне за 2 месеци да ја постигнете супервизорската позиција. Најмалку 3 одделни групи кои ќе ги научите исто како вас да бидат активни со 4 бода во првиот месец и тоа го повторувате во вториот месец и вие имате најмалку 6 активни кои во текот на 2 месеци со нашиот личен бод и едниот и вториот месец стануваат и повеќе од 25 бода и ние веќе од тука можеме да сметаме на една почеток стабилна група, стабилна мрежа, покрај тоа имаме клиенти и веќе од тука и како супервизорска позиција можеме да заработиме солиден бонус од Forever. Еве, колку би имала групата во 2 месеци и повеќе од што е потребно, меѓутоа ќе има добра основа за повисоката позиција. Како пак ќе изградиме силна менаџерска група со користење на троножното правило? Ако секој од вас што е вечерва тука сака да биде менаџер, се уште не е, или пак сака да му покаже, да му помогне на некој свој соработник кој се труди, кој е активен, како да ја постигне позицијата менаџер најлесно. Повторно со троножното правило. Нели запаметивме дека една супервизорска линија, група, ако реално ги прават бодовите прометот, ќе има по 30 бода и повеќе, во 3 месеци таа група ќе направи 120 бода и ќе се постигне позицијата менаџер. Ако не може за 3 месеци, во поново време, компанијата овозможи да се направи во 4, со тоа што ќе ни недостасуваат уште 30 бода. Значи, некаде со 150 бодови можеме и во 4 месеци да постигнеме менаџерска позиција. Сега пак, од кога ќе се постигне менаџерска позиција, која навистина носи многу можности за понатаму, и јас тука велам од кога ќе постигнеме менаџерска позиција, повеќето менаџери ги фаќа некако зимскиот сон подолго време, а всушност од тука почнува големата работа. Од тука почнуваат големите наградувања и привилегии кои ги пружа Forever. Тоа значи дека секој од вас, кога ќе постигне позиција менаџер, треба да се труди минимум 3 менаџерски линии да помогне на 3 своји соработници од прва линија и секој месечно минимум, ако прави по 25 бода, а ние за прав менаџер, за солидни примања, каде што можеме да почувствуваме финансиската слобода и каде што можеме да ги постигнеме и повисоките позиции и можности што ги пружа Forever, просечно треба да правиме минимум еден менаџер да прави 60 бода.
Значи, просечно, за да се почувствува силината на мрежниот маркетинг во Forever и да се почувствува колку е дарежлив маркетинг планот. Ако така, вие имате 3 менаџерски линии кои прават минимум по 25 бодови, барањето за лидерскиот бонус е само 4 бода. За овие повисоки позиции ќе се зборува на состаноци во помал круг, во помали групи, на некои состаноци исклучиво каде што се зборува за бизнис, сето тоа да се расчлени. Вака е само како графикон ставено за да имате представа ако сте менаџер што треба да правите. Ако сте асистент супервизор како е чекорот понатаму, а сето ова кога ќе се разложи на денови, на недели, на месеци, ќе забележите дека многу едноставно може да се дојде до овие бодови. Само треба да се вложи труд, да се направи се она што е потребно. Овој слайд често пати гледам многу и наши колеги го споделуваат и на светско ниво веќе е познат. Јас ќе се потрудам од мој аспект малку да го анализирам. Најнапред, првата скала, цел и временска рамка. Ова, кога бев првиот пат ке Вероника на гости, не го разбрав доволно, меѓутоа бев мудра и слушав и кога се вратив, почнав да истражувам, да купувам книги за мрежен маркетинг, како цел да се постави. Ми беше страв да поставам било каква цел. Не знаев. Па што ако не успеам? И многу други, би рекла, негодувања. Меѓутоа, тука ми помогнаа многу семинари, присуство. Јас сум една од ретките кои во Македонија има многу и мои колеги што одат на семинари, меѓутоа јас сум секогаш ајде. Ја купив книгата од Брайан Трейси "Цели". Значи, буквално ќе добиете 1001 идеја како да поставите цел, на почетокот срамежливо, уплашено, и тоа вака што ќе го напишем, го крием да не го забележи никој, бидејќи се плашев од самата себе, дали е тоа реално и дали јас тоа можам да го направам. Потоа листа на контакти, втората скала, вториот чекор. Сите си мислиме, имаме во телефон толку контакти, што сега, ова е модерно време, јас си знам и во мене, не. После неколку години забележав дека треба да се земе, а тука ја земав и ја употребував први чекори до менаџер. Во сите држави има преведено на тие јазици. Таму има многу интересни примери како да составите листа на контакти, како да ги групирате, како да се подсетите да ја развиете меморијата, од каде да најдете луѓе за контакти кои треба да ги информирате или за бизнис можноста или за производите. Понатаму во истата таа, би рекла, прирачник има и покана за состанок. Како треба да поканиме, како треба да се јавиме. Тука сум правела грешки, многу дури смешно, бидејќи сакајќи да заштедам од времето на луѓето, јас обзирна да не им го одземам времето, на телефон ќе им раскажам повеќето за Forever, и кога ќе им спомневме дека треба да се зачлени, да добие попуст, веднаш нули, веднаш одбивања, веднаш почувствување на шамари, лично прифаќање на одбивањата, а не требало да се сваќаат лично. Сега воопшто не ги сваќам лично, веќе искуството си го прави своето, сега не раскажувам на телефон ништо, се трудам со многу малку реченици да поканам некој на кафе, да се видиме, и тогаш низ разговор, како е моја соработничка, кога во еден момент кажа, да, поздравам Вера, едвај чекам да ме прашаат што работам, за да ми се пружи прилика да раскажам за Forever. Да се научиме да слушаме, бидејќи кога ќе се сретнеме со некои пријатели кои поодамна не сме ги виделе,
ние, ако знаеме да слушаме, ние ќе забележиме што ги мачи. Ние пријателски, ние нема да злоупотребиме, меѓутоа ќе бидеме подготвени во истиот момент што да им понудиме. Или имаат проблем со здравје, или имаат проблем со недостаток на финансии. А во Forever, за среќа, сето тоа го има. И понатаму ги покануваме на презентација офлайн или онлайн. Јас искрена ќе бидам, онлайн ми оди тешко, јако се трудам. Офлайн ми оди многу полесно и многу повеќе ми оди со резултати, меѓутоа неспорно е, времето се менува, мора и ние да се менуваме, па затоа се трудам колку можам и онлайн, барем зумовите ги користам од самиот почеток, па и на еден на зум, некој во друг град, за да не трошиме финанси да се сретнеме, а и време. И од тука веќе всушност започнува бизнисот со Forever, бидејќи ако не ги направиме претходните чекори, ние на кого ќе му раскажеме за Forever, за производи или за бизнис можност што ја нуди Forever. Тука веќе почнуваме на некој начин, се смета дека се активираме, работиме Forever бизнис. Континуирана едукација. Еве, јас многу пати сум кажала дека ниту сум имала сознание за мрежен маркетинг, ниту некој ми понудил претходно некоја слична работа и буквално со Forever одеше и континуирана едукација моја. На секоја едукација, на секој предавање, на секој семинар купував книги од продавање од самиот дистрибутивен центар, мотивацијски книги или ќе слушнев од некој предавач која книга ја користи и секако секој може тоа да го искористи, како велат кога се учи занает, кога одите на фризер или било што, не може фризерката да ви земе со рацете и вас да ве научи занает. Вие тоа треба умешно да го украдете. Секој од секого да научите нешто. Ако некој го користел тоа и успел, не е правило дека и вие кога ќе го користите ќе успеете, ама вашата енергија, вашето знаење ќе привлече такви луѓе кои ќе ја прифатат вашата енергија и полека ќе се нижат успеси. И тоа се повторува. Работа и само работа и доаѓате до целта, а тоа е успехот во Forever. Успехот е различен за сите. Успехот нема крајна дестинација. Успехот е нешто што е движечка сила, значи постојано овие чекори се повторуваат. Успех е и 2 бода, и тоа и текако на почетокот некој за 2 бода, успех е и 25, успех е и по високите позиции, и успехот, јас во едно мое предавање, кога имаше часопис, бев замолена да напишам некој текст, кога ја постигнав позицијата менаџер и напишав еден текст дека со Forever можностите немаат граници, со Forever патот води до ѕвездите. Моќта не е само во производот, моќта е во мрежата. Производите се несомнено добри, квалитетни, ги има добиено сите сертификати, меѓутоа ние ако не градиме мрежа, не можеме ни да заработиме. Треба да изградиме голема, силна, функционална и постојано растечка мрежа. Сите да ги учиме лидери во нашата група да градат лидери. Секој од вас што сака да работи, тоа треба и да го применува. Целта не се состои во тоа некој да продава многу производи. Тука многу ми нагрешат. Јас преку интернет реклами продавам нарачки, па ќе се уморите еден ден. Ќе немате енергија, ќе немате сила тоа да го правите. Ќе бидете класични продавачи. Целта е многу луѓе да бидат своји најдобри клиенти во групата, да споделуваат, препорачуваат и продаваат на мал број луѓе производи кои ги обслужуваат. Да спонзорираат многу други луѓе и да им покажат како тоа да го прават истото тоа што ние го правиме. Значи, многу е важен овој момент во Forever,
дека многу луѓе, масив луѓе, а прават помалку. И така, ние со малку активности добиваме многу награди од Forever. Како? Значи, треба да бидеме систематични, да добиеме резултати од тоа што го правиме, да бидеме ориентирани кон бизнисот, кон успехот, кон посветеноста и да правиме такви активности кои ќе донесат до резултат. Често пати, јас сама на овој слайд си се шегувам на своја сметка и прифаќам шеги, никој не сме идеални, нема правилна формула, како што ме прашуваат која е формулата или кој е клучот за успехот, нема. Ќе држам некоја презентација, многу задоволна, луѓето ќе бидат среќни, весели, задоволни и на крај никој ништо нема да порача. Значи, се е убаво, ама дали довело до резултат? Не. Значи, не сум допрела до тие луѓе. Може би им се бендисало како настапувам, може би им се допаднало нешто, еве да излезат од дома, да променат нешто, може би во моментот немаат сенс или не се отклучил потенцијалот во нив. Меѓутоа, нема резултати, се случува од истите луѓе после извесен период да се јават барања за нешто да се добиест. Концентрација на резултатите од работата, а не на тоа да бидеме само зафатени. Има луѓе цело време. Работам јас, да, тоа правам, воа правам, а резултати нема. Многу луѓе ги поминуваат деновите со прекумерна работа, но постигнуваат малку, бидејќи не се концентрираат на вистинските работи. Сите по некој пат се наоѓаме во оваа реченица, меѓутоа целта ми е со оваа презентација да ве потикнам да промените нешто и секој да се пронајде каде ги прави грешките. Да бидеме ефикасни, да ги правиме работите добро и правилно, професионално, концизно и уверливо, да има ефект, да ги правиме работите за постигнување на целта. Нашата цел не е да сме зафатени и да не успееме, туку да сме ефективно организирани, да ги правиме правилните работи, така ве уверувам дека ќе успееме сите чекор погоре. Правилни работи нема успех без акција. Често пати, успехот е процес и принцип, а не дестинација. Значи, некои мислат дека тоа и тоа ќе направам и јас ќе постигнам успех. Успехот е процес, не е принцип, како треба да се работи, последователност, а не е дестинација, бидејќи секој чекор е на некој начин успех. Правење на список, веќе од претходниот слајд споменав, меѓутоа овде со црвени букви нагласив некои работи за да ги запаметиме. Секој ден додавање нови. Значи, ние на почетокот на годината, еве тука ќе подзастанам и ќе кажам дека поготово ние православните имаме многу празници. До вчера, до и 31 кај нас се Свети Атанасов ден. Овие денови околу празниците секако, се за семејството, се за пријателите, и јас тоа го правам, меѓутоа наоѓам некои денови каде што, на некој начин дополнувам список, отварам нов роковник, секоја година нов некако исполнет, напишан, веќе 10-15 странички тука исполнети, секој ден без разлика дали беше Бадник или Божич, прилика и можност покрај честитање на празникот да се одржи контактот и можеби ќе добиете некое прашање во однос на Forever. Правење на план секоја вечер за наредниот ден. Сега тука ставив неделен, месечен. Јас најчесто не можам да направам подолг период на план, меѓутоа правам на некои главни мои датуми, каде што ќе бидам зафатена, роден ден, од прилика годишен одмор, ќе разберам
ќе научам кога има ден на успех во Бугарија, во Србија, во Македонија, ги ставам тие денови, секој вторник, точно во саат 19:30, ако немам некој разговор еден на еден со некој нов, па да не сум приклучена. Секој четврток ми е ставен од 17 часот во дистрибутивниот центар и кога некој ќе го повикам на телефон за да закажам средба, веднаш тефтерот неколку дена тука гледам кога ми е празно, за да дадам избор ден, 2 или 3, кога би можела да се сретнам. И како имам некои најави за средби, веќе ако ги пополнам денешниот и утрешниот ден, веќе продолжувам понатака и натака. Меѓутоа, најчесто за наредниот ден и неделен ми е потполнет планот што треба да правам, на кого да се јавам, еве, да поканам по телефон 5 луѓе дневно, да ги прашам како се, што се и кога би можеле да се видиме да пиеме кафе. Дали за презентација на производи или бизнис, во зависност какви соработници или клиенти имате во моментот околу вас, 3 пати неделно треба офлайн или онлайн. Вие избирате од каде се вашите познаници, какви можности имате и како ќе ги правите тие презентации. Ние од почеток не можеме да знаеме дека Весна е само за производи. Ние ќе пренесеме за производи, меѓутоа ако пренесеме правилно како што треба, Весна може би после тоа како задоволен корисник да прерасне во наш соработник. И јас на почетокот бев само корисник на производите и воопшто не сакав да слушнав за бизнис можноста со Forever. Затоа треба да ги почитуваме сите и дури оние кои во моментот ќе ни кажат не, повеќето тоа, еве, луѓе кои се успешни во Forever го кажуваат, секако се потврдило многу пати од искуство, тоа не значи за секогаш не, бидејќи приликите се менуваат и некогаш некој ако немал потреба од производи или бизнис, во дадениот момент веќе има потреба. А вие, ако добро сте го посеале семето и луѓето знаат кога ќе помислат на алоe, дека Славица работи со алоe, Весна, Виолета, Владко, Даниел, тогаш е многу лесно и да ве најдат тие истите луѓе. Продажба и користење на производи еден дневно. Јас често пати велам, едно алоe да се продаде дневно, да се потрудиме или било кој друг производ, на тие околу нас, на некои клиенти кои ни се само клиенти, да се грижиме за клиентите, 2-3 дневно разговор, после една недела да се праша дали е испиено тоа алоe, дали го пиете, колку пиете дневно, како ви се допадна вкусот, и најчесто велат дека па не е баш добро, горчливо е, па вие тука да добиете прилика да објасните дека нема додатоци, дека нема вештачки бои и ароми, дека е квалитетно, дека е здраво и на некој начин, кога ќе забележат дека се грижите, вие оставате впечаток дека не ви е вас само приоритет да продадете алоe, туку сакате да имате задоволни корисници кои ќе ги повторуваат и повторуваат нивните порачки. И обука на спонзорираните собственици на Forever Business. 3 пати неделно. Значи, сите спонзорирани собственици на Forever, дали со распар порачки во текот на 2 врзани календарски месеци, од 2 бода или со купување на стартниот пакет, ние треба да се трудиме да ги обучиме што понатака. Кои чекори треба да ги прават за да не се разочараат, да бидат задоволни, да почнат да регистрираат, да вклучуваат нивни луѓе, за да бидат, да го почувствуваат бенефитот од Forever и да продолжат понатака да бидат успешни лидери, а успешен лидер ќе гради лидери и ќе се постигне заеднички успех. Во Forever
Успехот со соработниците и спонзорот е вин-вин. Нема некој да губи или некој на нечи грб да биде награден. Ставив офлайн или онлайн, бидејќи убаво е кога се комбинира. Онлайн е многу поисплатливо, полесно, подостапно на сите. Офлайн бара малку повеќе ангажман, малку повеќе финансиски трошоци и време, меѓутоа сите оние преку онлайн што сум ги запознала, особено еве ќе откриам една тајна, првиот пат кога порачуваат, секогаш гледам јас да ги однесам производите. Бидејќи со производите задолжително носам флаерче, каталог, моја визит карта или картичка за благодарност. Често пати сум покажувала дека јас правам, ќерката ми прави, ќерката го води тој дел, разновидни картички за вашата нарачка и имам прилика во моментот кога ја подавам кесичката со производи да стапам во потопол контакт и да стекнат поголема доверба и да имаат желба да порачаат и понатаму. Истото и офлайн и онлайн, што треба да правиме, да поканиме, да ги представиме производите, да го проследиме тоа и да ги обучиме нашите луѓе. Значи, ние ако сакаме да градиме успешен бизнис и да градиме успешна мрежа, мораме овие чекори да ги применуваме. Често пати мои соработници ќе кажат дека се истото, па истото е. И јас велам, па јас истото го работам, јас со љубов го работам, сакам да го работам, додека не дојде моментот да го сакате тоа што го работите, вие ќе ви представува терет. А таму каде што одиш на работа, како ти е секој ден кога ти звони алармот, да стануваш, па да почитуваш предпоставени, па некои дури не се достојни за да ти бидат предпоставени, а ги почитуваш, па остануваш прекувремено, па истата работа работиш. Ти ако си вработен комерцијалист, ќе бидеш комерцијалист. Ако си вработен во сметководство, тоа ќе го правиш. Јас имав можност да работам подолг период, па знам како изгледа, ја знам сега оваа слобода, кога сакам да станам, кога сакам да си легнам, кога сакам да се одморам, и имам голема слобода и јас го работам ова со љубов. И може би тука е тајната и клучот за мојот успех, како овие сите години одржувам една стабилна мрежа. Кого бараме? Кога бараме, кого да најдеме, како да бараме, многу е тешко, бидејќи сите кога би прифатиле, тоа би било многу лесно и би оделе со некоја ракетна брзина, сите кон некои повисоки позиции. Еве, представете си во кругот дека се 100% од луѓето од каде што бараме. Потреба од промена има 95%. Секој човек има потреба од промена. Или од здравје, или од финанси, или од нешто материјално. Сите имаат, 95% имаат потреба од промена. Меѓутоа, само потреба од промена, и ако ние немаме желба за промена, не сакаме да се промениме, не можеме да се промениме, тие луѓе што имаат и желба и што почнуваат нешто да прават, значи сакаат, се 85%. И тие се доста. Меѓутоа, најважно од се, кога потребата, желбата и подготвеноста да дејствуваме за промена, ќе даде резултати, тоа се 10 за жал до 20% на луѓе. Значи, ние сите сакаме нешто, меѓутоа колку го применуваме. Имаме потреба за промена, имаме желба, меѓутоа и сме подготвени да дејствуваме. Јас многу се радувам кога дел од соработниците ќе ми кажат: сакам да заработам, да патувам, имам желба да возам убав автомобил. Кажи ми што треба да правам. Тука сум најсреќна кога ќе ми кажат дека се свесни дека треба нешто да прават, дека без работа нема ништо да се постигне. Ова исто така ми е еден прекрасен слайд. И вака со текст објаснето кого бараме и кои се тие 10 до 20% луѓе.
Луѓе како нас кои се подготвени да прифатат и сакаат промени, промените се нешто нормално и позитивно. Тука често пати го кажуваме, ја кажуваме изреката, да излеземе од зоната на комфорот. Тоа значи дека не може секој ден да правиме исти работи кои не носат резултати, а ние сакаме исто да работиме. Кога нешто не оди, треба нешто да се промениме, да го промениме нашиот начин пред се на размислување. Да превземат одговорност за себе, да постигнат собствени цели, ни собствени акции. Такви луѓе ни требаат. Да не се откажуваат и предомислуваат. Често пати луѓето се предомислуваат или многу брзо ја губат самодовербата, вербата во себе. Човек кој е преокупиран со стравови, а тоа за жал многу често такви луѓе сретнуваме, и често пати кој се плаши од тоа како нештото не функционира, не е во состојба да ги согледа своите квалитети и потенцијали за успех. Мене тука ми е најтешко. Се нешто се плашат, се ја испитуваат деловната политика, ги проверуваат формулите на производите, често пати кружат некои објави на Facebook, ако има на пастата црна линија е квалитетна, не сакаат да се едуцираат комплетно за да имаат верба во производите. И ја губат енергијата во таа насока и не можат да си ги согледаат своите квалитети и потенцијали за успех. Јас често пати сум ја раскажала глувата жаба, затоа ви советувам сите да бидете глувата жаба. Да користите добри навики. Мора да бидат поврзани со вашата самосвест и согледување, реално собствени критериуми и мерки. И тука кажувам да ја користат свеста за визуализација кон нивните цели. Секој сам тоа треба да го прави. И на крај, егото да си го стави во джеп. Значи, нема его ако сакаме успешен бизнис. Не може ние со негативни коментари да бидеме успешни. Ние само си го затвараме својот потенцијал. И кога нешто не сакаме да пренесеме, јас многу пати си се шегувам самата, си се подсмевнувам, колку многу повеќето луѓе ме познаваат. Од дното на душата се трудам да помогнам и во различни структури, што јас немам од нив никаков бенефит. Меѓутоа, тие луѓе мене ми се драги и што ќе ме прашаат ако знам, ако можам, ќе им одговорам, ќе им помогнам. Имам прашање, баш едноставно вака, ќе кажам народски, ма што се замараш со нив? Тие не се во твоја структура. Јас ги сакам луѓето. Не може тоа никој да ми го земе од мојот став, од мојот, би рекла, ментален склоп, од мојот мајндсет. Јас ги сакам луѓето, не сум воопшто наивна, некои луѓе велат наивна е, па затоа се ќе пренесе на сите. Не, јас некако сум почувствувала дека колку повеќе давам, дека универзумот од озгора толку повеќе ми враќа. Да развијат добри особини, односи со работниците, тоа е многу тешко. Значи да се одржи мрежата со работниците и да имате помала мрежа, да сте супервизор, многу е тешко да ја одржите стабилна мрежата. Треба со секој поединечно да се поразговара, да се надградуваат, да се унапредуваат односите и да се негуваат. Често пати мене ми се случува некогаш да не можам некаде да успеам да ги направам некои, би рекла, такви баланси меѓу групите, ама се трудам. И често пати имам коментари од мои соработници, би сакале да бидеме барем во тој дел како тебе, посмирена и да можеме да ги разбираме луѓето. Треба да бидеме искрени, одговорни, спремни да помогнеме, но истовремено и јасни, дефинирани и да не дозволиме да не дефокусираат. Такви луѓе треба да бидеме ние и такви луѓе треба да бараме во тие 10 до 20%. И шесто, на своите промени
да гледаат како на можност, а не како на проблеми. Изборот е ваш во кој дел од луѓето ќе бидете, дали 95, 85 или тие 10 до 20. Ви благодарам. Јас избрав да ги користам овие атрибути, избрав да живеам така, се чувствувам forever, бидејќи forever токму така налага. Следете ме, копирајте ги сите останати успешни лидери и сите заедно се гледаме на врвот. Благодарам на сите што бевте присутни, благодарам посебно на мојот тим, на моите лидери, на моите менаџери кои успешно ги водат своите тимови. Благодарам до нашите колеги од другата структура кои ми побараа линк. Тука би ја поздравила доктор Маја и госпоѓа Марија Левковска. Знаат како се дружиме на многу патувања, како на некој начин функционираме и споделуваме искуства и знаење, и само така ќе бидеме успешни. Ние во Македонија на 8 февруари имаме Ден на успех. Повелете сите кои сте слободни, дојдете заедно да аплаудираме на успешните, на постигнатите позиции, на новите нивоа, на многу нови наши соработници кои што туку зачекоруваат по патот на успехот со Forever. Ви благодарам на сите, добра ноќ и се гледаме.